ова издание на Newsflash ке гледате. Американскиот државен секретар изјави дека САД јасно изставиле до знаење на Русија како што вели да олабави околу изјавите за употреба на нуклеарно оружје. А според аналитичарите, падна митот околу големата руска армија, Украина може да победи со западна помош. Ги изголемували абортусот по делбите, додека законите стануваат се построги во одделни сојузни држави во САД. Останете со нас и ќе дознаете. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чановски. САД ја предупреди Русија дека ќе се соочи со ужасни последици доколку изврши нуклеарен напад во Украина. Американскиот државен секретар Антони Блинкен рече дека Соединетите држави јасно изставиле до знаење на Русија да олабави околу заканите за нуклеарно оружје по изјавата на Путин дека ќе употреби секакви средства, вклучувајќи и нуклеарно оружје. Многу е важно Москва да слушне од нас и да знае од нас дека последиците ќе бидат ужасни. И ние тоа многу јасно го кажавме, изјави Блинкен за емисијата 6 минути на CBS во интервју емитувано доцна во неделата. Блинкен рече дека употребата на нуклеарно оружје би имала катастрофални ефекти, се разбира најмногу за земјата што го користи, но и за многу други. Одговорот на САД дојде откако Путин минатата недела сигнализираше можност за нуклеарен напад, додека повика 300.000 војни резервисти да и помогнат на Русија во борбата против Украина. Британското министерство за одбрана јави дека Русија се соочува со административни и логистички предизвици во обуката на тие војници. Многу од поединците нема никакво воено искуство, велат од министерството. Многу мажи кои се противат на војната на Путин или се плашат да не бидат убиени на бојниот фронт, ја напуштија Русија со летови за други земји, додека другите се преклучија на долгите редици автомобили на копнените рути кои се упатуваат кон руските граници со Финска, Грузија и другите земји. А Русија ќе се обиде да предизвика нови кризи во Европа, како и на Балканот, а да се дефокусира светското политичко внимание. Сепак веќе изгубен митот за моќта на руската армија. Така барем сметаат аналитичарите за состојбите во војната во Украина. Тоша Огњанов има повеќе. Падна митот за големата руска армија. Украина има силна волја да ги ослободи своите територии и може да ја заврши војната во сопствена корист, но со западна помош. Така сметаат наши познавачи за безбедносни прашања, откако украинските сили ја вратија контролата врз поголема територија окупирана од Русија. Падна големиот руски мит дека Украина и Киев ќе се освојат за 15 дена. Големата руска армија не ја извојува победата во изминатите 6 месеци. Значи, нема дилема дека Украина ќе ја зачува својата територија. Нема дилема дека Украина ќе победи. Мислам, ако продолжи трендот на ослободување на територија од страна на Украина, мислам дека Украина на крајот на овој конфликт ќе остане независна, ќе остане демократска земја и ќе биде земја која што сигурно очекува кон европскиот пат. Познавачите на состојбите сметаат дека со доаѓањето на зимата е можно привремено замрзнување на војниот судир. Според Ненад Јурдана од организацијата EU Watch, иницијативата ќе биде на украинска страна. Иако постои реален ризик за замрзнување на конфликтот, мислам дека се уште кај украинската страна доминира тоа мислење дека без разлика што сака Русија, ние сакаме да си го слободиме териториите, сакаме да бидеме независна држава, сакаме да одиме кон европскиот пат. За професорот по безбедност и стратегии Маријан Ѓуровски, сегашните успеси на украинската армија не значат и крај на војната. Сега сме далеку од мирно решение за војната агресија на Русија врз Украина. Најважно е на почетокот, но и сега да не дојде до директен воен конфликт помеѓу Русија и Северноатлантската алијанса, бидејќи тоа ќе значи нова светска војна. Воедно, сите тие војни конфликти и судири кои би биле на територијата на Украина не смее да се прелеат на соседните држави. Политикологот Јурдана ги објаснува и релациите меѓу Кина и Русија. Меѓу нив тоа не е некое партнерство кое што е, да кажеме, братско или како сакаш да го искористи. Последната средба меѓу Путин и претседателот Си Џинпинг во руската изјава стои 2 или повеќе пати терминот стратегиско партнерство. Во кинеската верзија на истата средба се зборува за билатерална соработка и билатерално партнерство.
Така што очигледно е дека Кина барем на јавен план гледа да не биде, да кажеме, јасно за Русија. Не се исклучува и можноста за руско иницирање нови кризи. Ке се обиде Руската Федерација да отвори бројни политички и безбедносни прашања и на Балканот, но и во Европа и на тој начин да го дефокусира вниманието. Професорот нагласува дека вината за кризата со енергенсите е токму кај Москва и незината војна агресија. Посочува дека е неопходна победа на демократските вредности. Во однос на победата на Украина да продолжи и да се зголеми воената помош во вооружување и опрема на САД, Велика Британија и другите западни земји за Киев, за да на крајот победат за пакте европски демократски вредности. За жал со оружје, но на крајот Украина ја брани сопствената територија. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Откако Врховниот суд ја укина одлуката Роу против Вејд, со која правото на абортус беше загарантирано со Уставот, се зголемија поделбите во многу сојузни држави, каде законите стануваат се построги. We are here for moms and babies. We're here for families. Сузан Гај и незината ќерка Рејчел Гај се против абортус. Во нивната родна Џорџија тие предводат група, чии членови стојат пред клиниките за абортус, повикувајќи ги луѓето да не одат во нив. Сузан Гај вели дека го поддржувала правото на абортус кога била на коледж, но религијата го променила незиното мислење. Кога била бремена со Рејчел, лекарот ја советувал да абортира, бидејќи незиното здравје било во ризик, а ембрионот не можел да успее. Со многу смирувачки глас и на некој начин со арогантен тон ми рече дека моето дете нема да живее, а доколку живее нема да има квалитетен живот, ќе биде слепо, глуво и со ментални проблеми. На 24 години Рејчел Гај е совршено здрава, но била родена пред време, во 26-та недела, поради што поминала 5,5 месеци во болница. Елизабет Рид исто така од Џорџија, работи како активистка против абортусот. На 15 години таа била бремена и без дом. Закажала абортус, но реклама ја однела во центар за ризични бременности. Таму била длабоко погодена од резултатите од ехото. Знаев со целото мое битие дека нема да можам да абортирам. Рид го дала бебето на посвојување. Други бремени жени во САД се благодарни, отимале можност да ја прекинат бременоста. Лорел Марлантес и незиниот сопруг биле воодушевени кога забременила, но подоцна лекарите им кажале дека бебето ќе страда многу ако преживее. Органи не беа развиени, белите дробови и мозокот не беа развиени. Лекарите исто така и кажале од незиниот живот бил во опасност, но 8 години подоцна таа се уште е многу чувствителна на осудите за незината одлука. Мислам дека се зборува помалку за сопственото духовно верување, за правото на сопствено разбирање на душата. Јас верував дека ова не беше за мојата душа. Прекинот на бременоста бил претежок и за Елизабет и Джеймс Велер од Тексас. Го изгубив бебето на 18 недели и 6 дена. Ја сакав. И јас и сопругот ја сакавме премногу. Лекарите и рекле на оваа двојка дека нивното бебе веројатно нема да живее и од здравјето на Елизабет било во ризик. Тие се одлучиле за абортус. Жената треба да може да направи избор во однос на незиното здравје и телото, кога станува збор за процедура што е неопходна за да може таа да продолжи да живее во овој свет. Сите овие жени зборуваа емотивно за нивните одлуки за абортус, независно дали одлучиле да ја прекинат бременоста или да родат. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чановски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Пријатно.